Ајде, дечки. Побрзо симнувајте се на појадок. Ајде. Ајде! На појадок. Наташа, здраво. Здраво. Не ја со тебе? Во соба е. Веќе половина час се тушира. Океј, јас ќе ја проверам. Ти симни се побрзо, ќе заврши појадокот. Важи. Господин Тасевски, дали не слушате? Što se sluči? Kaj se naojde? Имавте мал срцев удар. Со овие деца можеш и да умре. Се е во ред. Моментално вашата состојба е стабилна. Ви направивме катетеризација на срцето. Ништо не ве разбира. Народски кажано, ви ставивме стент на срцето. Ќе бидам добро? Наредниот период ќе треба да ги контролираме вашите витални параметри, но најважно од се е дека сте надвор од животна опасност. Кога ќе можам да одам на работа? 2-3 дена ќе треба да одморите, да мирувате, а потоа ќе видиме. Докторе, имам итен случај. Во ред, сега ќе дојдам. Значи, господин Тасевски, сега ќе ве оставам, треба да мирувате. За сите ваши потреби ќе се погрижат нашите сестри. Ајде, пријатно. Благодаря. Што да се прави со овие деца? Животот ми го скрати. Ако си да го кажем, ништо не сврши. Добро, свесни сте што направивте? Само да вам кажем jednu stvar. Zbog vas je direktor Stavre dobio srčani udar. Kako nema šta. Šta je smešno? Ovo vam je smešno. Ovo. Čovjek samo što nije umro. А како е сега директорот? Тоа не е ваша работа. Сега сме дојдени за нешто друго. Сакам веднаш да ми кажете чие е ова. Но Санко не е наш ова. Не е мој, него ничего не е. Многу добро знаете вие што е ова. Pitanje je čije je ovo.
Што и да е тоа во кесето дефинитивно не е наше. Не е наше. Не е наше. Стварно не е наше. Ви рековме се. Добро, тогаш кажете ми како ова се најде под диското? Сенко, диското беше полно, не бевме само ние во него. Бре, пустите ваше фазоне, увек е неко други крив. На вистина не е наша. Стварно не е наше, професор. Ние стварно бевме. Добро, гледам дека не сакате да признаете. Тогаш ќе излезе дека ова кесе е на сите вас. Како на све нас? Ама и биде на сите нас. Не е на сите На све нас? Зашто не обвинувате за нешто што не е наше? Така е, не е наше, сега ви кажавме. Добро. Сакам само една работа да знаете. Со нас не можете да манипулирате така лесно. Не можете да се играте. И ние сме биле тинеджери, и ние ги знаеме овие финти, и знаеме финти многу повеќе од вас. Тако е. Мене занима још нешто. Кој е бил организатор овог вашeg бегства из дискотеке? Šta, ne znate ni ovo, a? Kako to nemate odgovor ni na jedno pitanje koje postavimo? Знаеш што, колега? Па вие мислите дека ние сме будали, изгледа. Pa izgleda da jesmo. Значи така, добро. Аха, ми текна. Значи тие другите, лошите деца, така? Тие дојдоа и ве организираа да го направите ова бегство, така? А? Така не. Bre, nemoj da mi filozofiraš tu i glumiš pametnjakovića, bre. A možda si baš ti pametni organizator, a? Баш јас не знам. Подоцна да во диското. A ko te je pozvao? Па, подоцна да во кампот, татко ми имаше некоја работа и затоа не успеав. Aj nemoj da mi glumataš tu više. Odgovori na pitanje, ko te pozvao u disko? Никој. Им се јавив на другарите и ги лоцирав. Znači, drugari su organizatori. Не го кажав тоа. Слушајте ме добро сега. Јас не сум Ставре. И со мене не може да манипулирате како со него минатата година. Оваа година си имате работа со мене и со наставникот Аца. Така ли е, колега? Tako je. Ако овој момент не кажете кој е организаторот, сите до еден има да зажалите. Не сте свесни во каква ситуација го ставивте кампот. И сите ќе ги сносите последиците. Bre, ste vi svesni ozbiljnosti situacije? Maloletna deca, uhvaćena u diskoteci, sumnjive supstance. Bre, deco! А бидејќи вие сте малолетни, одговорноста ќе падне на вашите родители. Да. И ќе биде побарана кривична одговорност од нив. Имате среќа што директорот не почина. И некој ќе одговара ти за убиство. Не сме за ништо криви ние. Како дојдовме до убиство? Молам, ние на вистина ништо лошо не мислевме. Секо не е фер, не направивме ништо страшно. Сега ви рекол, ние бевме, ама па што се не знаеме што настана. Тишина! Немам време да ве слушам како се лигавите. Последен пат ве прашувам. Ке ми кажете кој е организаторот или не? Видете, ние секако на крај ќе да знаеме. Ама тогаш тешко вам и на вашите родители. Моите никако не смеат да то знаат за ова. Наставнику, Повели, ама? Сакаше да кажеш нешто? Izgleda se konačno neko opametio. епа... Точно е... Точно е дека имавме организатор. Тоа го знаеме, само може да го дознаеме и името. Ajde, Ema, jedva čekam da čujem ko je bio taj Baja. Ema, nemamo ceo dan. Организаторот... Кој, Ема? Организаторот беше
Ja. Šta ti? Да? Значи ти си taj frajer. Да. Сам го организираше тоа или некој ти помагаше? Сам. Сам. Браво. Ај тогаш ти сам дојди со нас во канцеларија, а со вас останатите подоцна ќе се разбереме. Ајде. Šta čekate, bre? Šta čekate vi? Ajde brže na čas, bre. Ajde! Добре. Не ми е јасно како успеа да избегаат. И провери вчера сите беа во кревет. И машките личе дека спијат. Тоа чудно ми беше како може толку рано да се заспа. Нема и си реков. Прв ден. Уморни се. Абе, манипулатори. Со директоров што ќе правим? Ќе преживее ли човек? У стабилна состојба бил ми кажа котвачката Мими. Од кај знае бе па таа? Мимико Мими се знае. Ај, Ецо, бе. Гледаш како ти го спаси животот? Hvala ti, stvarno. Moji roditelji ne smiju da saznaju za ovaj incident. Bila bi kažnjena doživotno. Абе, слушај го ти комбе и уживај си. Hvala ti. И после мора да пуштиме на телевизија малце тенис, ша? Филип, zastani. Стај ме. Ама јас само сакав Видов што сакаш. женски. Ево. Што сега? Глупости. Брат, треба да се пазиме од онаа твојана. Опасна цинкарашка била. Ами од Дарија. Готова беше да каже. Се згади. Нема или Дарија? Ема бе, брат, са малце ќе издаваше Сандра. После оно од Лани, веднаш ке избрка. Нели сами сакавме да идеме во диско. Никој не ја натера на сила. Да. Баш ми е кеф за Милош. Од толку што се чаталеше, сега на глоци ќе го избркаат. Да го избркаат, ама ни крив ни должен. Си заслужи. Ама мора да признаете дека Милош испадна маж. Како не бе? Ај не зборувај така. Знаете дека сега може да му го накалемат кисичето? Тоа е сериозна работа. Карма. Šta ćemo s tobom, Miki? Пе кажи нешто. Зошто молчиш сега? Šta je, nema devojaka, pa ti nije interesantno, a? Samo pred njima glumiš mangupa. Јасно ти е тебе што направи? Мислиш дека вака можеш да си играш со туѓите животи? Јасно ли ти е дека ние сме одговорни за вашата безбедност во кампот? Јасно ти е тоа, така? Милоше, jesi svestan koliko je ovo nepromišljeno? Koliko je opasno? I sad nama ništa ne preostaje drugo nego da te suspendujemo iz kampa. Окей. A okej. Sad je okej. Sad smo počeli da pričamo, a? Но не, добро, сега него ќе му стане све јасно. Така? Сега ќе доби и кривична одговорност. Ne, sad ćemo pozovemo njegove roditelje da vidimo što oni imaju da kažu. Ajde. Слободно их позовите, али не че да вам се јаве. Zašto? Погинули су. Немам родители. A šta te roda dovela u kamp, a? Вака, значи, ти си Милош Јовиć од Белград, 18 години, така? Старател
Виолета Стојановска. Која е Виолета? Виолета е моја бака. Знаеш што? Воопшто не ме интересираат твоите изговори. И сите паѓаат во вода. Не ме интересира ни тоа дали си имал проблеми, дали си имал тешко детство, дали си ти неразбран, несватен. Тоа воопшто не те амнестира од твојата одговорност. И затоа ние ќе мора да се јавиме кај баба ти. Молим вас, немој да ја зовете. Милоше, таква е процедура, ова не е шала, бре, ова е институција. Али моја бака е стара и има проблеми с срцем. А така? А знаеш кај се наоѓа сега директорот Ставре? Има проблеми со срце во болница. Али директор ти не е дета, па онда нема емоција, ха? Ја просто не можам да ги разберам денешниве деца. Какви луѓе сте вие? Немате разбирање за ништо, немате никаква одговорност. Емпатија нула. Ало, господја Виолета? Молим вас, немојте ја речи. Да, овде наставник Јован, се јавувам од кампот од Крушево. Да, во врска со вашиот внук, Милош. Još ne mogu da verujem da je Miloš preuzeo odgovornost. Čoveče stvarno je glup. Sad mogu da ga proteraju iz kampa i da podnesu krivičnu prijavu. Мене се уште не ми е јасно чија беше кисичката. Ma ni meni nije jasno. Дефинитивно не беше наша. Možda me neko smestio. Verovatno oni momci koji su htjeli da te prebiju. Мислиш? Pa nema ko drugi, oni su lokalci, mogu to da izvedu. Има логика. Katastrofa ispadna ovo su disku. Многу ми е криво. Не очекува вака да испадне. Pa никој не очекуваше, ама... И добро да што има виза. Жал ми е за Милош. А можно е да го избркаат? Нема бе што ти е. Сандра, сите сме подеднакво виновни. Е да, лесно ти е тебе да кажеш. Не беше ти цела вечер во полициска станица. Е да. Добар ден на сите. Јас сум Елена, вашата наставничка по сценски движења и танци. Сладка. Едва и чекам во наредните 10 дена заедно да го оствариме ова наше музичко патување. Танцот е прекрасна форма на уметност, која ги комбинира движењата и Музиката? Музиката, браво! Таа ни дава можност да се изразиме на начин на кој што зборовите не можат. Добре. Шо има на сите наставници? Шо толку филозофира? Денеска ќе се фокусираме на важноста на движењето и како тоа се поврзува со музиката што ја сакаме. Предлагам да се наредиме во круг. Ајде, чап-чап! Слободно, расширете се. Така. Сега сакам да ги затворите очите и да дозволите музиката да тече низ вас. Хајде полека. Почувствувајте го незиниот ритам, незината душа. Така е. И запомнете, не постои правилен или погрешен начин на танцување. Значи, ецо, и за танцувањето бива, а? Ти си жена за сва времена. Прекини компе. Вистина те ја кажувам. Слободно. Истражете го телото.
Танцувајте, танцувајте како никој да не ве гледа. Сега сакам да ги отворите очите. Ајде сите со мене. Веднаш. И јас? А што мислевте вие? Дека така лесно ќе поминате? А? Ај, мрдај. Мрдај. Многу ми е грозно да чистам тоалет. Грозна ти е кусата, Лиле, ама ти си сгнасила. Дојди. Бе, чекај, нешто имаш, нешто... Не ме фаќа со тие раце! Ама ти е оштетена. Страшно. Знаеш што, треба да прашаш Јована шо шампон користи. Многу убава коса има. Најубава. Не ли, Фичо? Шо ти ебе на тебе? Мене? Ништо. Гледај како живам да чистам. Види го, бе. Ја... Погледајте, бре, ово не е нормално. Што? Ма не, 100% тоа е тоа. Види. Хорор. Ова си твој дел. Ало, очистио сам све. Пре 5 минута, пре 5 минута. Не знаеш што. За едно вече проведено у дискотеци, ја чистим, бре, туѓа говна, бре. Зашто? Добра, бе. Зашто си сите огледала исклюкани? Шо е ова? Чекај, Филип, јас ќе ти помогнам. Нема потреба. Ја ќе ти помогнам. Се чисти ова, бе. Ало, дечеш, па не сме још готови, бре. Кајдете бе со тој кал, не гледате дека е подот влажен! Филипе, ај зови назад ово твој, јер стварно не планирам да чистим уместо нje, бре. Не ја викајте, она е свилена. Значи нека не доаѓа. И ја знаеш дека стварно не те разбирам како ја трпиш. Се виде со Милош? Не, бре. Nije dostupan i na telefonu. Kad bi svi ljudi na svetu baš kao sva deca na svetu odlučili da peru toalete. Kako ste foliranti? Evo, došao sam da vidim šta radite. Bravo. To je to. I znate da su foliranti najgora vrsta bakterije. Samo se razmnožavaju. I zato ih treba počistiti. Da vidimo ovde. Šta je ovo? Kade? Ovo ovde, evo ovde. Kade? Pogledaj. Je li prljavo? Sam lepo rekao ceo WC. Ajde. Gde Ema? Ма отиде до соба да земе нешто. A ko je pustio da ode do sobe? Pozovi je odmah. Во ред. Odmah! Добро, ќе ја викнам. Foliranti, samo nastavite tako. Ajde. Ja, bre, кој ме е đavo tera да dođem u ovaj kamp? Не. Буквално влезе и изгази од таму до онде и се направи со кал од почеток. Šta sam uradio ja ovoliko loše da mi se ovako vraća? Знаете шо? Не го чистам ова. Си одам. Филипе! Ej, ma onda idem ja. Бе, не може вака да оставиме? Ideš sa mnom? И јас се чувствувам одговорна. Нема потреба.
Бев во диското. Имам грижа на совест. Сиде се под казна, а јас читам книга. А добро да некој мора да чита. Не одам да им помогам. Сиди, ај кај кидаш. Вака така не можеш. Се случило нешто? Не, ништо важно. Андреј, дојди. Здраво. Здраво. Знаеш до кога ќе им трае казната? Поим немам. Седни. Савдим помонам со чистењето, ама не ми дозволи наставникот. Ти кажав. Како дојдовме, некако се тргна наопак. Исто како лани. Мисля, влани добро сте поминале. Па не сите. Јас ја скршив ногата вториот ден. Да? Ама не е се толку црно. Еве Јана лани победи. Честитки. Само се надувам од утре работите ќе тргнат на подобро. Исто и јас. Јас сум... Ко? Јас сум Комбе. Реци, Комбе. Добро, ли ти треба нешто или си дошao само да ми губиш време? Абе, знаеш, сакав да... Добро, ајде иди смисли šta hoćeš pa se vrati ponovo. Ајде. Сакав да те прашам дали сакаш вечера да шетнеме низ камп. Нема шанси. Знаеш какви местенца знам? Петка. Ma ne dolazi u obzir, Kombe, si normalan. Juče smo za ovoliko pobegli, inače bismo sad čistili toalete. Па со Комбе нема зима. Molim? Само слушај ме, ќе си поминеш лудо и не заборави. Da, sigurna sam. Верувај ми, бе. Kombe, aj molim te, treba snimam live na TikToku, molim te. Znači... Стој. Јас сум твој најголем обожавател. Не сакај, Ленчо. Си знам. Дебре, Боно! 5 сати чистиме. Не се кај ки беше? Па внимавај! Не бе, знаев дека не траша да доаѓа. И нешто внатре ми кажуваш. Добро, знае ли некој уште колку дена ќе ни трае казнава? Миха, сачекај, шта ти е? Ставим. Чему се ради? Знаеш што, Дарија? Јас сгрешив. Ма шта се десило? Сгрешив што не направив разлика меѓу она што го чувствував за тебе и она како ти направи да се чувствувам. Ништо те не разумем. Не ме разбираш. Дарија, видов се, бев во Белград. Молим, не разумем те. Бев пред библиотеката. Сакав да те изненадам, ама јас се изненадив. Миха, пусти ме да ти објасним. Што да ми објасниш? Не треба. Стани, Миха. Дарија, цела година собирав пари за да можам да дојам кај тебе. Затоа што се сакав, еј. Имам ја осеќање према тебе. Не ми кажи бајки, ајде. Зашто ми не веруваш? Не ти верувам. Верував дека си совршената за мене. Но направи да се чувствувам како да сум ништо. Не знам шта да кажем. Најдобро ништо. Зашто ме само не пустиш да ти објасним? Знаеш што е мојата најголема грешка? Тоа што верував дека ова е вистина, иако е лага. Готово е. Те молам повеќе не ми се обраќај. Миха,
Добро си? Онако. Те барав. Сакав да ти се заблагодарам за преска. Нема на чему. Многу ми е глупаво што вака испадна. Нема везе. Таква ми е карма. А се јавија кај твојта? Немам родители. Не знаев. Погинали су кад сам био мали. Жал ми е. Целog живота мене е бринала моја бака. Још увек брине. Имаш среќа. Стално е разочаравам и не знам одакле и љубов и стрпление према мене. Од срцето. И што ќе се случува сега? Не знам. Веројатно ќе мора да идем куќи. Ама јас сум виновна за се. Сандра, молим те, не причај така. Секако беше моја идејата да одиме во диско. Али идеја била феноменална. Мора да смислиме нешто. Можам да зборам со наставниците. Мислим да тоа не е могуче. А искрено, немам више разлога да останем во овој камп. Не зборувај така. Прием за здравле моје баке. Не могу цел дан да избацим из глави. Знаеш, директор Ставра е нечи отац и дедо. Сад е у болници због нас. Поправа си. Али без обзира на све, увек правим исте грешки. Велико сам разочарење за своју баку. Веројатно, баш ваквите моменти не подсетуваат на тоа да ги негуваме тие работи што ни вредат. И да внимаваме на изборите што ги правиме. Знаеш што каже карма? Може да ме не ухвати за све што радим. Али ќе на крај плати за све. Храброста и силата да се оди напред доаѓаат од срцето. Тие се искрите што се палат кога се соочуваме со нашите стравови, кога ги надминуваме пречките и кога се стремиме кон нашите соништа. Храброста не е отсуство на страв. Храброст е да чувствуваш страв, но во секој случај да одиш напред. Јас доаѓам и не го собирам кога извира. Нема ни сонешни крај. Времето запира, мисли на нас. Денес дојдов до дождови сонцинја и бев покриен од снегови преградки. Ова не се, ова е самиот став. Зајди сонца, радости и та. Гаргара со страхода ода.
Imam optimizam, optimalno nikomu ne jedinstveno mi ostana da varam se. Сега знам денес е ден от Деведар, Ведар сум, ке го изгасам пато. Сега знам денес е